Почитувани охриѓани, драги сограѓани, принципот на отвореност и транспарентност се главните темели на кои се заснува функционирањето на една општина и се клучен фактор за одговорно управување, легитимно и ефикасно работење. Иако ова локална власт покажа висок степен на отчетност пред граѓаните и секојдневно споделува информации за сите активности, во интерес на јавноста сметавме дека е потребно да направиме еден краток двогодишен осврт на реализираните проекти со кои ги подобривме условите живење во нашиот Охрид. Одржувањето и обновувањето на сообраќајната и комуналната инфраструктура е еден од нашите најважни приоритети. Од Понмоље до Пештани, Велгошти, Лескоец, приградските населби и централното градско подрачје. Речи се и да не постои дел од територијата на општина Охрид каде немаме реализирано активности за асфалтирање, како и поставување на нови водоводни и канализациони линии. Поставивме нов асфалт на повеќе од 20 улици и краци од улици. Ја асфалтиравме улицата Јордан Мјалков, ги реконструиравме улиците Марко Цепенков, Прилепска, Ирина Мирка Гинова, Будва, Ѓорче Петров, Сатеска, со што успеавме да решиме долгогодишни проблеми на граѓаните. Градежните активности на булеварот Македонски просветители се пред самиот крај, со што Охрид доби автентична сообраќајница која е во согласно со градската архитектура во заштитениот дел од градот. Голем проект на кој посветено работиме е реконструкција на улицата 7 ноември, каде што покрај коловозните ленти се уредуваат и пешачки и велосипедски патеки, а секако се поставува нова атмосферска канализација. И оваа година продолжуваме со преуредување на камените коцки низ улиците во стариот дел на градот и изградбата на подпорните ѕидови, со што значајно се подобри изгледот на просторот и безбедноста за граѓаните. Со цел да ја заживееме детската дружба, а воедно и да допринесеме на подобри услови за спорт и рекреација, успешно реализираме проект за изградба на детски и повеќенаменски игралишта на цела територија на општина Охрид. Во изминативе 2 години изградивме 18 детски и спортски повеќенаменски игралишта. На дело покажавме вистинска грижа за учениците, бидејќи реализиравме низа проекти за подобрување на условите во сите основни и средни училишта во градот. Извршивме комплетна реконструкција на тоалети, беа поставени нови подови, нова електрична инсталација, беше извршена набавка на нова опрема за учениците и нови компјутери. Особено сум задоволен на проектите за реконструкција со кои средното економско училиште доби комплетно нов лик, а се радувам и на големиот број на инвестиции со кои Охридската гимназија ќе го добие изгледот кој го заслужува. Исто така, продолживме со вложување во електромашинскиот училишен центар кој прерасна во вистински пример за современо стручно училиште. Значителни средства од буџетот издвоивме и за поддршка на учениците. Тука би ги издвоил стипендиите за ученици и студенти и за лица со ретки болести, проектот Наши парвачиња, како и наградите за талентираните ученици, ментори и за првенец на генерација кои ги воведовме за прв пат. Посветени сме на низа проекти за социјална и детска заштита. Континуирано ги подобруваме условите за згрижување на дечината во сите објекти од градинката, а значителен износ на средства се инвестирани за реконструкција на главната кујна во централниот објект каде се подготвуваат дневните оброци. Исто така, даваме несебична поддршка и помош на најранливите категории на граѓани и тоа ќе продолжиме да го правиме и во иднини. Општина Охрид стана лидер во спроведувањето на младинските политики. Горди сме на воспоставувањето и официјалното отварање на младинскиот центар, кој навистина прерасна во место со голема позитивна енергија, кој допарва ќе даде голем придонес во креирање и имплементирање на проекти посветени на младите. Создавање на услови за спортување за сите генерации, за правилен развој на младите, преку изградба и реконструкција и опремување на спортските сали, фудбалските игралишта, организирање и поддршка на различни спортски настани и активности и поддршка на талентирани спортисти е трајната определба на општина Охрид во сферата на спортот. Во изминатите 2 години поддржавме 38 спортски клубови, спортски здруженија, спортски манифестации и спортски индивидуалци. Од 19 до 27 август оваа година за прв пат се одржа фестивал на водени спортови Охрид Water Festival, со што Охрид и Македонија конечно добија модерен и стратегиски проект поврзан со нашето најзначајно обележје – Охридското езеро, кој ги обединува и промовира сите водени спортови. Потенцијалот на фестивалот е огромен и убедени сме дека во иднина манифестацијата ќе се издигне на ниво на светските најпосетувани и најбарани спортско-туристички дестинации, наменети за љубителите на вода, водените спортови и добрата забава. Дадовме голема поддршка и на културата,
бевме покровители на многу културни настани и манифестации, фестивали и концерти, а дадовме голема поддршка на издавачката дејност со која покажавме голема почит кон книжевноста и литературната дејност. Посебно би сакал да издвојам успешната организација на фестивалот Винофест, кој веќе 2 години дава нов и позитивен импулс во културно-забавната понуда на нашиот град на почетокот на туристичката сезона. Организацијата на оваа манифестација покажа дека Охрид има капацитет да креира интересни содржини кои се привлични за граѓаните и туристите. Важно е да го спомена првиот джез фестивал организиран од општина Охрид. Охридскиот регион располага со непроценливи природни богатства, а нашата одговорност и обврска да ги сочуваме за идните генерации. Затоа и во делот на заштита на животната средина бевме ангажирани за креирање на конкретни мерки и проекти кои ќе придонесат за почиста средина и за чувување на природните вредности. Изминатите 2 години Охрид ја потврди својата позиција како една од најпривлечните дестинации во регионот и оствари исклучително успешни туристички сезони. Зголемениот број на туристи не само што придонесе за економскиот развој на градот, туку и создаде повеќе можности за креирање на нови содржини кои се интересни за посетителите. Локалниот економски развој е клучен за подобрување на квалитетот на животот и затоа имаме континуирана соработка со бизнис секторот. Можеме да се пофалиме дека благодарение на локалната самоуправа во Охрид инвестира и започнаа со работа 2 странски фирми кои имаат повеќе од 100 вработени. Бевме посветени на осовременување на работењето на јавните предпријатија и подобрување на услугите кои се обезбедуваат за граѓаните. Па затоа набавивме 5 нови комунални возила со специјална опрема наменета за јавните предпријатија: Охридски комуналец, Водовод и Нискоградба. Искрено се радувам што сите јавни предпријатија работат успешно и се посветени на приоритетните потреби на граѓаните. Верувам дека заедно со менаџерските тимови на предпријатијата, со кои имаме одлична соработка, ќе оствариме уште поголеми успеси во иднина. Почитувани, со голем ангажман и домакинско работење, секојдневно ја оправдуваме довербата која ни е доверена. И убеден сум дека на наредниот освар за сработените активности ќе презентираме многу поголеми проекти, ќе имаме одблокирана сметка и ќе ја прикажеме финансиската стабилност на општинскиот буџет, на која посветено работиме. Како и досега, остануваме отворени за соработка и во служба на интересите на граѓаните.